на собственикот на Пакомак даде апел до граѓаните на некој начин да ги заштитуваме контейнерите кои ќе бидат поставени во прва зона и сукцесивно ќе се проширува таа акција и апел повторно од моја страна, од име на општината, да на некој начин тие садови кои ќе бидат поставени за селекција да бидат чувани од граѓаните, не да бидат кршени, уништувани, бидејќи нашиот однос према комуналната опрема е познат и мислам дека е крајно време да се однесуваме многу поцивилизирано према јавниот интерес, према општото добро, а тоа ќе биде дел од нивната донација за град Куманово. Благодарам. Поведете прашање. Токму тоа што сега го рековте, дали се предвидени некакви санкции за оние граѓани кои нема да почитуваат да се селектира отпадот? Па видите, јас многу пати во овој период на мојата политичка кариера апелирам на граѓаните на совест и однесување према јавното добро, јавниот интерес. Ние по закон треба да имаме комунални редари кои на некој начин треба да прават мониторинг и санкции према определени луѓе кои се неадекватно однесуваат према комуналната опрема. Меѓутоа, мора да констатирам дека тој дел од службата, поради бројот на извршителите, не е доволен за да го заштити градот во овој обсек. Во нашите идни планови е да ја зајакнеме таа комунална полиција или комунални редари и на некој начин, како во секои цивилизирани демократски држави, каде имаме комуналниот ред е поважен од јавниот ред, бидејќи таму се на некој начин регулирани тие односи, мислам дека во нареден период со усилба на администрацијата, бидејќи администрацијата на некој начин е и предводник на цела оваа агенда и во име благодарам до администрацијата која успеа да го спроведе оваа цела процедура, мислам дека нареден период ќе направиме поголеми усилби и не само за заштита на самите контейнери за селекција. Знаете дека дивите депонии кои се и во дел од централното градско подрачје, кои ги последни патеве она акција што пред неколку дена ја промовираме заедно со вас и апелирам да се престане со тие депозити на цврст отпад и шут, бидејќи тоа се случува во некои касни ноќни часови, кога ние немаме можност за континуирани мониторинг, се обидуваме да поставиме некои камени на некое место кои не дава резултати. Меѓутоа, нашата усилба ќе продолжи во таа насока и ќе ги зајакнеме капацитетите на комуналните редари, односно комуналната полиција. Тоа е нешто што е од наша страна обврска, меѓутоа обврска на граѓаните да го почитуваат комуналниот ред и тоа, ако не е билатерала, тогаш работите нема да бидат ефективни.